Во денешната емисија Култ култура, мој соговорник е режисерката и сценарист Дина Дума. Разговараме за нејзиниот најнов филм "Скейтбордингот не е за девојчиња". Светската премиера ја имаше филмот на Трибека фестивал во Њу Јорк, каде ја освои престижната награда Нора Ефрон, награда која ја истакнува женската авторска перспектива, храброста да се раскажуваат комплексни приказни и силата на филмот да отвори простор за гласови кои ретко добиваат видливост на големата сцена. Стои во образложението за оваа награда. Предпоставувам дека е навистина значајно признание. Да, се разбира, бев многу срекна кога ја слушнав веста дека ќе добиеме награда и кога отидовме на доделувањето, всушност сватев дека токму таа награда е за мене многу драга и многу значајна, пред се бидејќи според режисерка која што има баш автентичен глас и е многу почитувана, така да тоа дополнително ми значи како автор, како жена автор која што прави филмови. Станува збор за филмски фестивал на кој еден од основачите е Роберт Де Ниро. Да, точно. Значи Роберт Де Ниро е еден од основачите што навистина е прекрасна. Она што е многу прекрасно за самиот фестивал е што доаѓа публика која што е њујоршка публика, која што навистина сака да гледа филмови, не само локални, него е заинтересирана и за филмови кои доаѓаат од Европа, кои доаѓаат дури од вакви мали земји. И навистина имавме шанса да се сретнеме со публиката и да зборуваме еден на еден. Така да тоа ми беше навистина драгоцено за целото искуство. Меѓу многуте теми кои што ги загатнува филмот, "Скейтбордингот не е за девојчиња", е темата за малолетничките брагови, меѓутоа загатнува и голем број на родови аспекти. Кои се клучните нешта кои се разоткриваат во овој ваш филм и од каде потекна идејата? Не би сакала премногу да зборувам за филмот, бидејќи уште македонската јавност не го има видена и не би сакала премногу да откривам за приказната, но она што мене ме инспирираше да го направам филмот, всушност е еден момент, бидејќи така настануваат сите мои идеи и филмови, се инспирирам од нешто што е околу мене или од некаква слика која што визуелно останува со мене. Во случајов се инспирирав бидејќи видов една девојка на кеот на Вардар која беше на скейтборд и беше облечена во традиционална облека во шалвари. И тоа толку многу ме обседна таа слика, што се фатев себе се како мислам и понатаму после некој време на таа девојка. Имаше нешто многу интересно во неја. Во исто време беше и дете, девојче, во исто време беше и се гледаше дека е многу зрела и многу мудра. И понатака некако несвесно тоа продолжи и понатака одлучив дека има нешто што останува, дека е вредно да се провери, вредно е да се размислува можеби за некаков филм. И на тој начин почнав да го пишувам сценариото. На тој начин се роди сценариото и ми се приклучија Теона Митевска и Лидија Мојсовска како косценаристи. Инаку филмот беше снимен во Шуто Оризари, ако не се лажам, или на повеќе локации? Филмот 90% е сниман на локација Шуто Оризари со граѓани кои што живеат во Шутка, во Шуто Оризари. И навистина беше тоа едно прекрасно искуство. Секако имаше и други локации низ Скопје, не беше само во Шутка, Шуто Оризари, но 90% е таму сниман, да. Во рамки на врачувањето на наградата, вие истакнавте дека светот се соочува со недостиг на сомилост. Воедно, велите, имам чувство дека има епидемија на апатични луѓе. Меѓутоа, оваа апатија е нешто со кое што се соочуваме многу одамна. Светот се соочи со голем број епидемии, меѓутоа сепак успеа да ги надмина. Но тешко и апатијата. Кога би требало да размислиме кои се корените, кои би биле? Мислам дека баш поради тие сите работи што ни се случуваат и што ни се случија во изминативе 7 години, како пандемијата, како војните, како геноцидот во Газа, мислам дека доведа до една состојба на
на глобално ниво, не само во Македонија, каде што навистина луѓето се истоштани и веројатно немаат емотивен капацитет да се соживеат понатаму со све што се случува, бидејќи веројатно премногу да се прими. Се надевам дека некако ќе излеземе од таа апатија, бидејќи историски гледано стално после такви периоди доаѓаат ренесансни периоди и се надевам дека масовно ќе се разбудиме. А да, исто и за Македонија тоа долго трае, значи ние не сакаме да се свртиме, да видиме што се случува околу нас, не сакаме да зборуваме за проблемите, за загадениот воздух, врсничкото насилство и сите проблеми кои што се случуваат. Јас често одам на протестите против загадувањето на воздух и забележувам дека нема премногу посетеност и се прашувам често зарам овие луѓе дишат некој друг воздух, зарам Скопје нема друг воздух што го дишат. Како резервен. Како резервен, а само ние неколку души доаѓаме тука и сакаме да искажеме револт против тоа. Така да на секој ниво во нашето општество се гледа таа апатија и се надевам дека наскоро ќе излеземе. Во вашиот прв долгометражен филм Сестри, вие загатнувате исто така една многу важна тема, тоа е темата за врсничкото насилство. Претпоставувам и вие ќе се согласите дека деновиве сведочиме на бројни примери на врсничко насилство, можеби и тие се во поголем број кога станува збор за случаите кои што ги имаше во периодот кога вие го снимавте филмот Сестри. Не би рекла дека е поголем, можеби во последно време излегуваат тие снимки, се споделуваат повеќе, се споделуваат на социјалните мрежи и се споделуваат, медиумите ги споделуваат, па можеби таков ни е впечатокот. Дека се зборува отворено сега за разлика од тогаш. Не би рекла дека се зборува отворено, него дека веќе тоа се шири и се зборува некако на социјалните медиуми, тоа е актуелно. Меѓутоа, мојот впечаток е дека сепак и покрај тоа што се зборува нема некое решение за целото. Значи, веројатно нема магично решение за тоа, меѓутоа мора од негде да се почне, мора да сватиме дека училиштата не се децата таму дојдени само да учат, него тоа е воспитна институција каде што мора постојано да се зборува со нив. Дури за мене би рекла дека е поважно тие педагози, психолози и сите наставници кои се во училиштата, дека тоа е нивна одговорност и дека покрај домашното воспитание мора да се зборува што значи тоа, бидејќи насилникот и со мојот филм тоа беше мојата цел. Насилникот не е некој страшен човек, тоа може да биде секој, тоа може да биде најобичен човек кој што се чувствува несигурно, кој што бара одобрение од средината. Значи, мислам дека е многу важно како се пристапува на тоа, колку се работи на тоа и колку се зборува. И во двата филма, говорам и за скейтбордингот не е за девојчиња, и во филмот Сестри ги загатнувате родовите аспекти. И кога станува збор за филмската индустрија, кои се најчестите предрасуди со кои што се соочуваат жените? Не говорам само кај нас, туку и во светски рамки и во регионот. Малку е сменат односот во она што како се гледа на филмските авторки. Меѓутоа не е комплетно сменат, само се зборува на друг начин. Меѓутоа суштината е во тоа дека работите не се воопшто померени од точката. Затоа што не важат истите правила за мажите режисери и за жените режисери авторки на филмови. Пред се поради очекувањата кои што си имаат за тоа како една жена режисерка треба да се однесува на сет, ако е премногу, не треба да е премногу емотивна, меѓутоа треба да е чувствителна. Не смее да го повиши тонот никако, меѓутоа мора да има авторитет. Додека пак овие работи кај мажите режисери се земаат здраво за готово, како да, тоа се подразбира, тоа е нормално. Дополнително на тоа, никогаш жена не се зема за некој проект кој е од комерцијално значење. Мислам, не зборам само за Македонија, него зборам и на глобално ниво. Значи, Тоа што не може да го постигне ефектот кој што би го постигнал маж, според
оние кои одлучуваат, веројатно не може да се довери филм на жена режисер кој што е технички захтевен, со голем буџет, значи се уште не сме таму да сме еднакви. Колку и да сакаме, нели, колку и да работиме на случајот и колку и да зборуваме за случајот, се уште не сме таму. Значи исто така многу интересно, ама се случува на интервјуа да ме прашаат зошто немаш премногу машки ликови, зошто имаш женски ликови. Например, тоа никогаш никој не би го поставил, да. Така да во секој сегмент од почетокот па се до презентација на филмот, како женски автор ти нон-стоп се соочуваш и се докажуваш. Пробуваш да добиеш и да стекнеш некаква доверба и работиш тројно повеќе него што би работел и машки режисер. На кое ниво е свеста кај нас кога станува збор за филмската уметност? Дали имаме национална стратегија? Што понатаму? Затоа што голем број од проектите ги реализирате во соработка, станува збор за копродукции. Меѓутоа, вие за да ги реализирате тие копродукции, ако не се лажам, треба претходно да ги добиете средствата од матичната земја, така? Точно. Да, тоа се практично националната стратегија и копродукциите се комплетно две различни работи. Она што е многу битно е дека конечно после 15-тина или 20-тина години од како постои Агенцијата за филм, прв пат се прави национална стратегија. Тоа што е многу важно да се каже е дека таа стратегија всушност и не вклучува и нас, значи ние сме викнати како професионалци, како автори сме викнати да дадеме сугестии, бидејќи токму ние знаеме што најмногу ни треба. Значи прв пат се работи со отворени врати, не е тоа зад затворени врати, значи сме комплетно инволвирани, што е многу важно и многу здраво. Во суштина мора да мислам така е секаде, така е во цела Европа, така функционира тој систем. Мора прво да имаш финансии од матичната земја, подоцна можеш да аплицираш за тие копродукции, кои мислам дека се многу битни, затоа што се случува една размена на креативност и навистина, например, што беше интересно, јас прв пат работам во ваква комплексна копродукција помеѓу Белгија, Словенија и Хрватска и Македонија. Она што беше многу интересно, на сетот се зборуваше на сите јазици, значи се зборуваше на англиски, на француски, на ромски, на македонски, на хрватски, на словенски и навистина донесе, мислам дека и за самиот филм една свежина која што инаку мислам дека можеби не би ја добила. Во однос на кинокултурата, предпоставувам и вие ќе се согласите дека сведочиме на згаснување на кинокултурата затоа што Скопје нема градско кино, Кино Милениум не функционира со години, а дискутабилно и функционирањето на киното Фросина во Младинскиот културен центар. За жал, веќе мислам дека 3 години поред немаме градско кино. Фросина не сум слушнала искрено дека функционира. Така да сме сведени само на Синоплекс, кој што е супер, меѓутоа воопшто не е доволно. Посебно бидејќи картите се многу скапи, не секој може да се дозволи да оди на кино и да потроши толку многу, да. Затоа што киното, знаеме, во ГТЦ беше достапно за секого, имаше често и промоции, а програмата беше иста како во Синоплекс, дури екстра филмови се носеа. И буквално се оставивме без матично градско кино. Се најавува некаква реконструкција и се надевам дека тоа ќе се случи. Сакам да верувам и да сум позитивна, бидејќи стварно ни фали. Мене бар ми фали, немам каде да отидам да погледнам филм, да излезам, да се видам со колеги кои што можеби ќе го погледнат истиот филм. Да, навистина тоа ни фали. Не само како филмски автор, верувам дека и на секого како публика која сака да иде во кино. Тоа што недостасува, се слагам. Вие работевте и на неколку серии. За крај, филм или серија? Филм. Ви благодарам дума за денешното интервју.
Фала многу што ме викнавте. Се надеваме дека македонската публика ќе може да го види филмот крај на септември, почеток на октомври.